една мала ретроспектива. Пожарот е забележан во 12 часот во вторникот. Пријавено до сите надлежни институции, Центар за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување, нашата територијална противпожарна единица веднаш во 1:30 почна да интервенира таму. Се сомневаме на човечки фактор. Пријавено до Министерството за внатрешни работи, до Одделението за внатрешни работи во Прилеп. Овие веќе трет ден се работи паралелно на полевање со вода, на намалување на огнените јазици и засипување со земја, затоа што единствениот начин за да се угасни пожарна депонија е тој. Ова се случува веќе четврт пат во 2 години и е навистина сериозен проблем. Треба да се решава. Долгорочното решение е регионалната депонија во Новаци, која што треба да почне да функционира. Паралелно треба да се работи на рекултивација нова депонија. Вклучени се сите општествено одговорни компании од околинава на Прилеп, од Прилеп, кои што се во можност со техничка поддршка да ни да. Вклучена е компанијата Бехтел и ЕНКА, која што работи на изградба на автопато Прилеп-Битола. И сметам дека денеска би се завршило, односно би се угаснал конечно. Најголем дел е веќе угаснато, ама денеска да се дозакружи. Да ги информирам граѓаните дека ги направивме сите можни обиди со сите средства кои што беа на располагање. Пробавме дури со едно иновативно средство за гаснење на пожари на отворено. Не даде добри и очекувани резултати, но го добивме како донација, го пробавме. Пробаја пожарникарите од територијалната противпожарна единица да го нанеса. Има минимално подобри својства од чисто гаснење со вода, ама не покажа резултати, односно не даде добри резултати. За некој нов патент на гел кој што треба да во иднина да се усоврши да спречува пожари на отворено. Бесплатно го добивме, го пробале територијалната противпожарна единица во Кавадарци, го пробавме и ние. Овде на депонија заради комуналниот отпад кој што е таму не покажа добри резултати. Може би на отворени површини, на нискостеблести, на вегетација би функционирало, да не покаже добри резултати. Денеска најмногу механизација имаме вклучено. Неколку товарни машини, 10 или 12 камиони кои што сипат земја врз депонијата и сметам дека денеска ќе се заврши со ова агонија која што веќе 3 дена ја имаме. Нити временските услови не помогнаа. Замолувам во иднина повеќе внимание, апелиравме до вработените јавното комунално предпријатие, ако просторот е огромен, да внимаваат повеќе на безбедноста. Постојано има таму граѓани кои што несовесно се на депонијата, функционираат, се сомневаме, како што ви кажав, во човечки фактори, се надевам дека ова состојба нема да оди и понатаму. Предпоставувам дека ќе ги направиме сите можни чекори да зголемиме безбедноста, зборувам во име на јавното комунално предпријатие Комуналец, да се зголеми безбедноста таму, да колку што е можно повеќе и побрзо да се рекултивира согласно правилниците со организирана депонија и конечно работиме се поинтензивно и веќе се гледа некој крај на фабриката за секундарна селекција на отпад. Дојдовме до напојувањето со електрична енергија. Се договоривме со ЕВА на Македонија за да се направи приклучок на посебен корисник. Договоривме динамика на работите, за брзо би се почнало, добивме сите дозволи за прокоп за да се постави кабел во должина 2 км, најблиската трафостаница е таму. Имам уште дел средства во резерва на сметката од средствата кои што стигне од Министерството за животна средина за изградба на фабриката, од тие 90 милиони денари, дел би се искористиле за тоа. Дополнително таа фабрика да се огради, да се постави видеонадзор, го зборувам во контекст дека би се зголемила и безбедноста на отворената депонија и верувам дека уште овие 2 години граѓаните ќе бидат оптоварени со вакви прашања, после тоа 2027 ако аз и во тоа сум убеден дека ќе почне да функционира регионалната депонија, тогаш како граѓани ќе имаме најмала сметка за плаќање заради селекцијата на отпада, кој ќе ја пуштиме во функција, би можело заради капацитетот кој што го има оваа фабрика да ги ја користиме и комерцијално, односно на други општини да му нудиме
за да му го селектираме отпадот кој што треба да се одлага, затоа што одлагањето на отпад на регионалната депонија би се плаќал во иднина по тон одложен таму. Ние сериозно ги имаме намалено, дополнително апел и веќе се пристигнати повеќе од 8.000 корпи за отпадоци за домаќинствата, повеќе од 800 контејнери од 1,1 метри кубни кои што треба низ градов да ги распределиме. Во фаза е последна фаза пред објавување на тендер втор пат веќе за поставување на полуподземните контејнери. Упатувам апел до сите граѓани да го почитуваат комуналниот ред, не знам по кој пат. Навистина амбалажниот отпад кој што го има, посебно трговците да го подобар ред да се воспоставува, затоа што колку и да имаме возила, а ги немаме во моментов, еве едно пристигна, треба уште 8 да ни пристигна комунални возила од овој проект. Значи, еден по еден чекор да ги презава, но пак апелирам до сите граѓани да го почитуваат комуналниот ред, односно навистина да се грижиме за нашата животна средина, да наближува денот на пролетта, искористам приликата да најавам во сабота акција за пошумување на подножјето на Маркови кули, договорено со Институтот за старославенска култура. Средствата се за садниците се од проектот програмот Бирото за регионален развој, значи ги поканувам сите граѓани во сабота да дојдат во подножјето на Марку Куле за да ги засадиме овие 6.000 садници тука, да ја раззелениме таа околина. Традиционално училиштето ќе си организира акции за чистење на дворовите, на просториите на училиштето и така во име на екологијата да прославиме денот на планетата Земја или денот на пролета 21 март и се тоа да го заокружиме и без, односно да исклучиме проблемов кој што го имаме со горењето на депонијата и во иднина Прилеп како што заслужува и како што ги има епитетите да биде најзелениот град во Македонија.